Тодорова сабота по традиција се смета за празник на нововенчаните невести и се слави првата сабота по започнувањето на велидијските пости. Но овој ден невестите со своите свекрави и мајки го посетуваат православниот црковен храм, а со себе носат погача и вино, палат свеќи и се молат за среќа и љубов во брачниот живот. Светата православна црква првата сабота од Великиот пост ја посветува на светиот Теодор Тирон, бидејќи како што знаеме во оваа прва сабота си има случено чудото, односно си има јавено светиот Теодор им кажува на преку епископот на христијаните да не јадат од осквернетата храна, па токму во чест на ова чудо е запазен и овој ден. А овој ден исто така по традиција во нашиот град па и околните места сите нововенчани доаѓаат на богослужба каде што им се чита молитва за среќен и успешен брак, па така ги покануваме сите оние нововенчани да додат заедно со своите блиски, со своите мајки, со своите свекреви, исто така и со сите оние кои што сакаат, а воедно и треба да земат учество во овој период на постни денови каде што потребата од молитва е засилена, да дојдат да ги посетат богослужбата, и да ги упатат своите молитви кон Господ Исус Христос и кон Пресветата Владичица наша. Имено, како што кажа во претходните денови, секој петок за време на Великденскиот пост ќе се служи акатис кон Пресвета Богородица со почеток во 16 часот и 30 минути. Сите оние кои што не можат да дојдат на светата литургија, зборувам за нововенчаните невести, може да дојдат на акатистот, каде што исто по завршувањето на акатистот ќе бидат прочитани молитвите за долг, успешен и среќен брак. Ќе се повторам и ќе напоменам дека за онаа практика каде што сите на денот на Тодорова сабота се причестуваат, сите оние кои имаат исповедено, кои имаат благослов од својот духовен отец, кои си имаат подготвувано со претходен пост со молитва, со покаяние и пред се со добри дела, да пристапат кон светата причест, додека оние кои што не се исповедени, немаат благослов од својот духовник, да не пристапуваат, а исто така да напоменеме дека постот трае се до Великден, а не како што практикуваат повозрастните луѓе, да постат само првата недела, потоа завршуваат со постот. Ваквите правила не се во склоп со православните канони, со православната традиција. Ги замолуваме и апелираме ваквите практики да не ги практикуваат, бидејќи постот ја губи својата цел и причеста не им е за спасение, туку за погуба. Инаку празникот Тодорова сабота во минатото бил исполнет со бројни верски празнувања, како и со традиционалните Тодорови трки во кои учествувал целиот град Кочани.